Добри вечер, почитувани гледачи. Како што кажавме и вчера, започнавме со завршувањето по стариот календар, стара нова година, и започнавме со новите изданија на Што мисли народот. И продолжуваме и ова вечер, веднаш по првите вести, во вечер во која што, откако ќе заврши нашата емисија, сите ваши мисли веројатно ќе бидат цртени кон надпреварот Македонија-Чешка, и токму затоа ние ќе гледаме да завршиме бргу и да бидеме ефикасни со мојот гостин, со кој што секогаш можеме да разговараме на многу теми. Две се доминантни: политиката и здравството. Ова вечер за здравството ќе говориме многу повеќе, бидејќи мој ваш гостин е доктор Владко Миташев, кој што е претседател на собранието на Лекарската комора на Македонија. Доктор Миташев, добро вечер, добре дојдовте. Доктора овој пат. Благодарам за поканата. Реков доктор и реков две работи кај вас секогаш. Многу помалку бевте порано ангажиран во политиката, односно јавно ангажиран. Сега малку повеќе, ама веднаш на почеток дојдовте во Судир. Првиот човек на кој што на некој начин му изречена, дури како беше, не беше мерка, меѓутоа пред мерка, за конфликт на интерес, јавна опомена. Имавте тогаш реакции, морам со тоа да започнам, бидејќи не сме разговарали лично за оваа работа. Некако изненадувачки дојде целата таа ситуација. Тоа проработеа малку емоциите мене. Денеска не ми е јасно како се сето тоа случи. Значи, еден, не знам, оториноларинголог да има студирани интереси со она што се случува во како комунална дејност, бидејќи ова се комунални избори, нели? На запад се нарекуваат комунални избори. Меѓутоа, многу внимателно го проучив законот и го ја видов суштината. Има една несрекна реченица таму каде што се вели дека директор на установа, значи на установа не може да биде истовремено и советник. И сега ние сме пререгистрирани во установи од пред 2-3 години и најверојатно тука е настанато, бидејќи не е прецизирано дали е приватна установа и кој тип на установа, ставени се сите во кош исти установи. Се потрудивме тоа што градоначалникот побаравме, мисли ни беше кажано дека е така едноставно по законот и направив јас. Не, суштински туку затоа што законот Да. Иначе лично мислам дека ништо не менува тоа. Јас не сум директор на мојата здравствена установа, колешката Митрова е директор. Сега и не знам што се промени, ама е така. Во секој случај сте го испочитували законот. Знаете што, значи ја проверив и веб страницата на Државната комисија за антикорупција, значи таму има исто колеги кои беа истакнати на тоа. Она што мене ме малку зачуди, од каде баш мојата звезда е таква да јас излегов во дневник на 2-3 пати на оние онлайн вестите. Добро, сега може би и добро тоа. Може би и добро, во секој случај во се нешто мора да се најде нешто добро. Да ја бараме позитивната работа. Веднаш имаме и гледач кој што ни се јавува. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Сакам да поздравувам го докторот, еден од најдобрите доктори у Штип од прифатните. Сакам едно питање да поставам. Зашто нема леки за операција кога 120 души чекат на операција во оделењето очно? Леки? Очно. Добро, благодарам многу. Ајде, пријатно. Е, конкретно прашање. Од она што го јас знам, значи болниците располагаат со буџет кој предвидува набавка на тоа. Мислам дека не е коректно да се пожалиме токму на работата на очното оделение на Штип, затоа што лани направија буквално револуција во тој оперативни оддел. Имаше и колеги врвни толку од странство што ни самите ние не знаеме колку тежат. Значи, тие многу коректно и многу професионално заврши работата. Колегите се обучува од нив, оде и во странство за тоа. И доколку има проблем, јас не го знам, мислам дека тоа е моментално некоја состава, дали чека 120 души или не знам точно, меѓутоа мислам дека оваа година се што е предвидено со буџетот дека ќе се разреши во болницата. Таква е политиката не на нашата болница, него воопшто во здравството. Тој проблем, сегментот од офталмологијата, мислам дека е решен со позитивните овие законски процеси. Така, мислам дека ова е можеби моментална состава, не е конечна. Така, нов гледач, добро вечер. Ало? Поздрав до вас и до доктор Миташев. Има едно прашање за гостинот. Цело време се зборува дека ќе се гради клиничка болница во Штип. Вие како советник, како претседател на Лекарската комора, имате ли придонесено со нешто за да се гради болницата или тоа е исклучиво владина иницијатива и проект? Така, благодарам.
Секако ми беше предвидено прашањето за клиничката болница, бидејќи синоќ има гостин Билјана Казанџиска од пратеник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој што спомена дека во буџетот не забележала дека има, а има најавени дека во март треба да се започне. Малку околу ова и околу придонесот, дали е само владин проект и колку штип има и вие? Да, значи лекарската комора на Македонија активно учествува во креирањето на мрежата на здравствени установи. Во тоа креирање на мрежата ние немаме директни разговори дека треба токму нова клиничка болница да се изгради штип. Меѓутоа имаме разговори дека условите во сегашната болница се незадоволителни и дека треба да се работи на тоа. Од она што го јас имам како податок, како председател на Советот на штип, да ги информирам граѓаните дека нашиот дел е завршен. Значи не можете да тврдите дали ќе се гради болница или не, значи воопшто не постои такво прашање, кога ние го донесовме урбанистичкиот план, кога ги почнуваме улиците што водат кон болницата, значи Љубен Иванов и Тодор Коларов, тие ќе се почнат во оваа година се влезени во нашиот буџет, значи во нашата програма за работа на задача, делокруг на општината. Значи зошто би ние правеле патишта пристапни кон болница ако таму не се прави болница? Мислам дека доволно сум јасен. Она што го ние работиме како општина ми дава сосема за право да тврдам дека таа болница ќе се гради. Дали имало во буџетот пари или не, Билјана е сериозен пратеник, може би забележала такво нешто или не забележала, не можам да тврдам. Меѓутоа мислам дека тој проект ќе се оствари. Премногу е сериозна работата на локално ниво за да нешто избие некој куршлу. Така и од друга страна премногу е потребна очигледно нова болница. Се праќаат луѓе, кадри се обучуваат, значи ние на локално ниво работиме и сето тоа што се случува овде говори дека болницата ќе почне да се гради. Претпоставам дека таков проект не може ни да се заврши за неколку месеци. Така, битно е да се почне. Видите, гинекологија скопска се почна многу одамна. Меѓутоа се изгради на крај и сега имаме модерна гинекологија. Во секој случај барем во едно сите се согласуваат дека е потребно и дека ќе биде добро да се изгради, тоа е најважно од се. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до доктора. Сакам да кажам дека доктор успешно се снајде во улогата на председател на Совет, но исто така да одржи баланс в професијата. Прашањето ми е колку е тешко да се комбинират двете работи заедно. А во исто време да не се изгубат нервите, нели по наши кажано штипски, како и връзките со пријателите и семејството. Прашањето до доктора, ако така да се. Благодарам многу. Да, ова беше првото прашање на оној през во партиските простори што ги имав. Значи тогаш и јас си го поставив како прво прашање. Што ќе направам сега? Значи лесно беше ентузијазмот и дојде вистината дека тоа е тоа. Можеби и не очекував јас дека ќе бидам баш председател на Советот, бидејќи немаше такви сериозни и стриктни определби, битно беше да се освои локалната власт. Меѓутоа, кога настана целата таа комбинација, искрено да ви кажам, еве да ги информирам гледачите, дека јас имав некој усмен договор и со градоначалникот и со луѓето од мојата партија, дека ќе ме остават да го водам Советот. Значи да не учествувам во оние комисии и мислам дека дури мојата задача како председател на Совет е ја сваќам дека е малку полесна во однос на советниците што го работат. Значи ова сега не е некоја лажна скромност продавање, меѓутоа тие работат повише во комисии, почесто се во просториите таму на собранието отколку што јас. Јас имам задача сето она што е нивен материјал да го средам заедно со службите, да се подготви за седица и да се трудам да ги нервите очувам. Не знам дали ги очувам, тоа ќе пресудат другите и не знам дали ќе ми останат до крај читави, што значи дека не е баш едноставно, бидејќи ми е многу напорна и оваа приватната работа. Така, дали повеќе трпи приватниот живот и приватната работа од периодот претходно, пред да бидете? Дефинитивно трпи приватниот живот. Значи моите дома се знаат како е тоа. Ќе трпи потоа професијата. Тоа е лошото. Иначе професијата не трпи затоа што се среди во последните месеци со она мој термин со закажување. Сега јас од 5 до 6 немам закажано. Никој знаат дека сум тука од 6 до
натаму ќе работам. Нема До- ракомет до се работи. 5 до 5 работи. Значи тој дел од професијата не само што не ми се намали, него од кога се воведе овој термин ми се зголеми. А она дека си има обврски повише, ето денот трае 24 часа, знаете, јас си работам и дома, на ова време на информатичка технологија одат работите и комуникацијата преку компјутери, преку имејли Барем и така. во поглед на подготовка Да, на седници може да се подготовките стават. дефинитивно на тој начин, така малку дома нешто, малку во оној период измеѓу 1 и 4 кога ми е паузата, се работи напорно, ама ми е тоа некако е па и чест, нели? Сепак факт е дека одговорноста секој кој што ќе биде во јавна функција, дали таква, дали како лекар, малку секој трпи Да. приватниот живот. Тоа е најнормално. да. Нов гледач, повелете. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Поздрав до докторот и едно прашање да му поставам на докторот. Докторот едно време, знам дека бранеше една медицинска сестра, нападната беше од еден пациент. А јас сега имам едно прашање до него. Мажо ми со многу јаки болки го носам во болница, у 3,5 саат. Сестрата 3 пати го вика докторот да се симне. Можете да замислите, од 3,5 саат докторот се симна во 8,5 здржава, мажо би почина. Дали има смисла за докторите што имат вакво понашање? Кога дојде докторо со зборовите на мене ми вика, шо ема? Нема ли вика терапија да ја прима? Терапијата викам прима, ама болките му се големи. Јас не идам да го видам докторо. Многу голема благодарност имам до докторка Топликлиева, Славица и Моника. Додека до доктор Славе и Байрактарка не сме задоволни. Дали личи тоа на една хуманост, на еден доктор? Да знаете, ми се идеше да идам на доктора да му ги сокршам двете носи. Благодарам на јавањето и жал ми е што така завршило сето тоа и емоциите се гледаат ваши и практично доаѓаме до онаа поента односот лекар-пациент и како да биде подобар. Еве вакви ситуации често пати ќе има, секој ќе има своја верзија, меѓутоа вистината е таа дека тешко се поднесуваат. Дали Да. имаме механизам ова да го Дефинитивно ова намалуваме? И се непријатна извинувам за спомнувањето Да. на имиња, тоа е став на непријатна гледачката наша. состојба, значи најтрагично се е што човекот починал. Јас ниту ќе ги бранам тие што сгрешиле, ниту ќе ги напаѓам, нели? Тоа во нивниот меѓусебен однос тие и Господ знае кој бил во право тогаш. Ја поидеме од хипотетички дали докторот тогаш имал работа горе, предпоставувам, на одделение. Може би и таму на некој му било лошо. Дали можел да види на брзина што се случува ако било тоа итно. Значи тоа е еден комплексен сплет на несреќни околности што довело до тоа. Во секој случај, мислам дека периодот од 3,5 до 8,5, доколку е вистина оваа верзија што ни ја кажува пациентката, не е коректен за да се пружи било каква услуга. Значи, не би можел да судам, нити па сакам да судам. Што се однесува до она дека сум бранел некого што е нападнат, еве и на гледачката ќе кажам дека исто така не е коректно сега дека ми се иде да му ги скршам двете нози на човекот. Значи, влегуваме во други проблеми, што пак ниту ќе го вратат пациентот што починал, ниту ќе го решат проблемот. Може би и затоа се добри овие емисии, еве и да се слушне некој пат и е непријатно да се чуе името ми. Од сите страни. Да го крстиме дека е субјективно мислењето на пациентката ми, тоа секогаш некаде лепди вистината во седо тоа. Може би и ние докторите треба да сватиме дека таа е работата, нели? Секој треба да извлече поука во зависност од своето однесување, бидејќи секој знае како постапил, што постапил, а она што го кажа гледачката сепак го сваќам најмногу како емотивна една реакција што во ситуацијата можеби и очекувана и се случува така. Се извинувам на оние кои што се спомнати, сите си ја знаат вистината, а гледачката со незиното мислење и тоа е незиниот став. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Па да се јавам за емисија. Во емисијата сте, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Јас си повредих кичмана и што сега да направам?
Благодарам на јавувањето, очигледно дека гледачот него ни разбра што сака да каже. Однос лекар-пациент, колку сето тоа го подобри овој систем со мој термин? Колку се избегнува оне правдување на одредени пациенти во однос на други, фаворизирање на едни, да бидат подостапни лекарите? Видите, кога се воведува некоја реформа, ние први сме скептици докторите. Што ќе биде со ова сега, како ќе биде, значи мој термин имаше скепса таква. Лекарите. Ние во приватно здравство некако малку, да не бидам сега малку субјективен бидејќи потекнувам од тој сектор, малку побрзо се прилагодивме на тоа. Зборам за почеток. Сега више се сите прилагодени. Меѓутоа и покрај недостатоците на системот, што очигледно ги има, системот функционира сега генерално гледајќи, значи ако му генерално судиме, добро. И ги стави пациентите во една позиција понапред во однос на она што го има. Како да ви го објаснам тоа? Кога ќе ме праша луѓето порано, доктор, од колку до колку работиш? Од 8 до 1, од 4,5 до 7,5. Може ли поплена да дојдам? Може. Во 4,5 ќе влезам во амбуланта и мене ме страф фаќа, не нив кога ќе влезам. Имат многу. Значи може и менталитетот на и не може да се заврши. И сега работите во оваа просторија, едното увовие во другата, плакаат деца надвор и така. Сега имам поголем број на пациенти, и имам работа, што со точно знаење кога. Значи јас знам дека и кога ќе влезат луѓето ги по име кажувам, ајде, еве сега имав некој. И по инаква подготвеност, да, и по инаква подготвеност, знаете, ја читате диагнозата од кој доктор иде више. Оние прашања што ги поставувате како анамнеза во почетокот, вие ќе ги читате преку компјутерот, со која работна диагноза иде. Друго нешто, системот ми овозможува да ја гледам историјата од порано. Луѓето, нашите луѓе немаат таков менталитет, сега ќе ви ги носат резултатите пишани од порано на рака. Вака во компјутерот се што од јуни наваму сработено, од кога почна како така функционира системот, и тоа мене ми дава предност во работата, што е автоматски и нивна предност. Значи, иако со скепса ги дава резултатите. Да, дефинитивно ги дава. Мислам, не би го критикувал системот затоа што тој ќе се надоградува и ќе биде уште подобар. Така, уште еден гледач па реклами. Добро вечер. Ало? Повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер. Су во емисија? Да, во програма сте, повелете. Јас се извинувам, покасно се вклучив. Гостинот дали е лекар? Да. Лекар во Штипската болница, така? Лекар во приватна пракса. Во приватна пракса. Доктор Владко Микташев. Не е битно. Да. Сакам само да го прашам докторот, дали во сега клиничка болница Штип, или вас да ме прашам. Што дали? Во Штип, се тргнете овие железни окови на вратата кога се влегува во болницата. Железни окови, мислите на капијата? Како да го кажам, кога јас сум била во Штип, сум имала прилика да бидам во болница и на посети, чуварите, односно вратарите, никаде не сум видела тоа. Само во Штип. Овие железа на вратите. На капијата мислите? Не, она. На железа. Добро, јасно. И на влезот. Јасно ми. Дали се тргнати. Добро, благодарам. Само прашање дали е така. Така, добро. Однесува до лекарите во Штип, има и добри лекари, има и многу лоши лекари. Меѓутоа, не ги спомнувам. Само тоа ми беше. Како се однесуваат сега чуварите со посетителите на болница. Така, добро. Благодарам многу, пријатно. Да, оние. Добро, јас би одговорил, значи постојаат тие порано и јас многу ретко више влегувам во болницата, освен кога сум болен или со некој пациент. Меѓутоа беа тие. Видите, тоа е еден од начините, можеби непријатен начин, ама еден од начините да се створи ред на влегување и на излегување во болницата. Тие посети мора да бидат регулирани таму. Има тешко болни луѓе, има оперирани луѓе, имате оддел за интензивна нега, оддел за новороденчиња, оддел за хирургија кај што постоперативна сегregација. Знам дека ги нема, сум бил скоро. Да, мислам дека ги нема. Беа како гледка непријатно, и да изгледа беа начин да се направи каква таква брана. Некому му тоа створило непријатен впечаток. Сега јас ако си анализирам, мислам дека стварно не е добро тоа да го имам. Мислам дека ги немало поставено. Да се надеваме дека во нов клинички центар кој ќе се направи ќе имаме поинаков систем во кој што ќе видиме на фото, Кели. Да се надеваме. Одиме со првиот блок на реклами.